Со Тони Михајловски разговаравме за нешта надвор од нас, а сепак внатре, во наше Куманово. За механизмите поради кои сиромаштијата на духот преовладува, за човековото верување дека личниот морал е некаква постојана димензија. Шалу се, с шанца под кастрисмо све што могасимо. Гледајте, коментирајте, субскрибните. Проаѓам денеска од куде гимназију. И вчера 4 мај и гледам полиција, обезбеđење. Одма ми доваѓа слика у глава. Да е бија градоначалник Тони Михајловски на Куманово, дали би исто ga чекало обезбеđење надвор и дали после 2 сата од настан негова PR служба би напишала глуп Facebook статус: денеска на великанот на македонската историја положивме свежо цвеќе. Мораше да ми дојде тој некако природно ми дојде у главу. Па не знам ја да што... те чува, кога положуваш цвеќе, да те некој чува. Па од кога да те чува? Од тие што ти избрале, од комшија, од роднина, тие што га крадев цвеќе. Од школски другари да те чува, од другари од драмско секција, од играорно, од кога да те чува? Нели? Па не би требало, ја мислам дека далеко сме ми од тој дека некој нешто би му направија на градоначалников дека оваков град Куманово, ако е од град стварно, значи ако е туе меѓу луѓе. Мислам дека не би требало тоа уопште да постои. Најболje би било кога бише со сточак на работа. Да? Тоа е сигурно, ама најверојатно тоа е научна фантастика што е кога нас. Мислиш дека да победи на локални избори ке се преселеше и стварно би доваѓаја со сточак? Не би вајда од Скопје доваѓаја со сточак. Види, тоа е период на кој што стварно сам го избришаја у живот. Прво да ги се извину на сви што уопште сам се дрзнаја да помисли дека ја може да добiju довербу да овој град ми довери на мене своја судбина следеќи 4 години и оно што значи судбина на тие што живи внутра. А да ги се захвалам на тие 8500 на кои што стварно сам ги бескрајно захвалам, без никаква директива, на свој волју и по своје самообидување што сам ми дале па глас. Тој не смее да се занемари исто. По своје обидување, кога ќе кажеш тој си ти бија независен пратеник? Па ја боле да се кандидираше како независен кандидат, боле ќе пројдеше затоа што знаеш кога ќе дојдеш на sastanak на кој што некој те предложија да бидеш кандидат, односно твоја матична партија. И кад луѓе од овдека од општински ќе ти кажев, и тоа видни луѓе, меѓу први тамо, па нели е боле да си идеш со независного кандидата? И кога ќе го погледнеш крајен резултат и исход што се дешавало, сватиш ги цели приказна. Не сам ги препознаваја на почеток најверојатно тие работи, мислејќи дека окей, ќе се убедимо дека можеме да се тркамо за тој место у Куманово. Куманово мене ми е у срце, нема бегање од тоа, јас сум кумановац, па сам кумановац. Никад не сам кажуваја дека сам нешто друго и до тие локални избори, ја имаше лично карта од Куманово и сам учествуваја у сви избори овдека на градоначалник во Куманово, јас сам гласаја 30 нешто година. За кога си гласаја? Увек за десно. Увек за сви кандидати на ВМРО ДПМН. Значи тоа е... Ама тај десница бидна песница. Извинявам се за тој десно. Значи да не се одредуju така, тој десно денеска више одамна не е десно, најверојатно. Како што ли лево не е лево. И да, сви негде, сви се хибриди некакви, барем денеска така гледам. Ама нема Берни Сандерс, нема центрист некој. Ба нема. А и што е? А види, па и не ни треба нешто друга, треќа опција, мислим. Дај овие две нека се договори дека заедно ќе работи за Македонија и доволно е, нели?
Не би Ништо го ни друго. завртела ова. Имамо театар, живот, политика и разно. Разно. Ми почнемо од разно. Да. Мораше затоа што Да, извини. Мораше затоа што Ако викам не- ти пројде преку Па тој виси нешто још пројде увек. покрај Гоце Делчев, како што си ти прошја покрај кружни токови и разни чуда светски што ги имамо у Куманово за да дојдеш на подкаст. Добре. Чуда у смислу колку сме ми уствари Технолошки напредци, да, и инфраструктурни колку ќе се достигнувања. покаеш што имаш покаяние што си се уопште кандидираја. Па, да. Затоа што ово е една метропола голема, каде што ракчиња имамо, ракови у рекот, значи толку е чиста. Чиста е река, да. Председателка на совет у претходни подкаст вика, ако има ракови, значи чиста е вода. Тој што има ѓубре, тој нема никаков ефект врз Јас се шалеше, околину. нема ѓубре таму. Тај река треба да се вика Светек. Све од технико. Значи тој реку имаш. Тој више не треба да се вика Кумановка или како ги да е. Треба да се вика Светек, затоа што тој беше нашало време на тој мој излет политички и овој. Па ќе ти кажа да се вратам на Криво ми тој. е што го третираш како излет. Знаеш зашто? Испада како Извари да не е излет. испада како твои луѓе да су те поебале Кумановски. Па не кажа. испада, тоа е тачно, тоа е. Факат дека јас сум продаден од нутра, јас сум продаден од надвор. Никад не може да те продадев од надвор, затоа што, мислам, нели логично е. Некој што ти е близак и некој на кога што веруваш што може да те продаде. Ама превише е тој флоскула дека тој камен доаѓа од блиско. дека... Не и ножеви доаѓав од близу и Дури не само неверојатно, камења. дури неверојатно беше. Види, на некој начин да ја тоа го третирам како мој политички погреб. Тоа е чисто просто едноставно не си давам себе си на важност, на значење, нели за тој партија, она е сигурно поголема од мене. Али За коju партiju зборимо, извини? за мој матичну партија. Кој ВМРО ДПМН. не ми е... Кој е ВМРО? Па види Кој се. е? Да. Едно ли е ВМРО? Не. Како да не су? Не. Како да не е едно? Тој ВМРО е феномен политички на овој сцена. За 30 и нешто година 19 партија се искочиле од него и уште увек екзистира. Валјда на некој другу партија да го се дешаваше, тој немаше ни да постои. Тој нешто мора да се признае, криво седи право збори, како викав код нас. И тоа е факт, непобитен. Па ќе ти кажеш, само фали договор меѓу овие две најголеми партии, ја мислам дека Македонија ќе појде напред, али тој нема да се деси, бар до сега не га видимо. Односно видимо некои тмни договори у кои што лукративни разлози се најбитни и тој нас не влече према дно и не ни дава. Тој сидро што не води напред цело време. А за Куманово још увек ми е, како да ти кажа, стварно најискрено се мислија и да дојду да се вратујам у Куманово, да се врату. Тој ми е момент многу... Увек сам имаја осеќај дека не сум си ми отишја, разбираш. Затоа што куде и да отидеш, ти си Кумановец, нели? Еве га Тони од Куманово, ти си од Куманово. Имам осеќај дека не сум си отишao од овој град, напротив, дека ја овој град свогде го носи со мене и дека за овој град сам направија добар маркетинг. Негде не, сигурно заради мене мисли дека Кумановци не ги знаеш су... улице. Не Да. ги знаеш. Ти не знаеш Драган Стопаревиќ куде е. Не знам, ете што Ќе да правим, кажеш за Куманово. Да, ама тој таксиста кога ќе сакам да биду, најверојатно ќе ми биде в битни улица. Не си ваја добро га диспечера. Не, треба ми, ја требаше точак да повозам некое време, едно 2-3 месеца, пред да се кандидирам за градоначалника. Не, И тој ќе беше добра фора, видиш. Не би могало да те замислу како градоначалник. Види, У смислу, градоначалник не треба да биде политичка функција. Градоначалник треба да биде човек Управо што, ради тоа. да, менаџер што сака да направи добро за град. Оно што сам ја мислија е само најдобро за Куманово да има кино, да речеме, појма не. Зашто не? таман да ти кажу. Да, или да има театар на крај Да крајава. дојде порано да видиш Соколана, што е. Па да Може има ќе и- биде джез фестивал таму. Добро нешто. вечер. Илјади прајко. Куде си, бе, ти? Китап куде? Колко дужиш? Чекаш уште малку може. Ке те почекам, ама многу го раздржимо работа. Многу го раздржи. Знаеш какво е време, па знаеш како. Чека да се помолам. Još една епизода, видиш, кад човек ќе почне да биде вишак, представа која најверојатно прв пат у историја на 78 години Кумановски театар е распродадена по 5 месеца унапред, така ли? Да. Ја не сум, пратим ога театар у Куманово, не смо виделе такво нешто. Одма кад се кандидира за градоначалника, сценографијата го фрлив у реку.
За ракчиња. Нели, нема више да се игра представа. Значи Трајко е лик, бегалка, Да. не сосем заедно играмо, таму ми е многу част. Ленче Кумановче. Кумановче. Тоа е тај представа за кој што зборимо, Ѓорѓе Ризевски режија, што го врати публику. Да, Сега, и врати да го не тоните би- у Кумановски Да, и ја театар. после 26 години добив улогу у Кумановски. Дури И си знаеме каков аплауз беше. Да, одлично, и добра Го представа беше. Супер Продуцент ми баш кажува, пошто ни е продуцент од Загреб и вика, ја никад не сам видеа на представу, нели, казалишну, како што вика он, да искочи актер и пред нешто да изговори, толку многу аплауз да му се даде, без пред да почне представа. 20 години отсутство Кој е на то театрската лик? сцена. Да, Тад ме питао. Да, и морала сам му објаснјавати, да паче, да паче. кој е Тони Не, Михайловски. страшно мислим добро тој у Куман, дали добро, тој се наши трагедија. Немаше понуда, увек сам некако се надаен или ај се ги се од Куманово. Ама не се. Не, сега да сум 20 и нешто година, па морам да признам дека сега колку и да ga зборимо по иницијација на градоначалника е тоа. Иницијатива на градоначалника да. Да, тој беше соработка помеѓу театар, министерство и општина. Па сега видиш. Па сега Некој работе- стварно те твои поебале, он не те. Да. Па не, добро, тоа е многу кажавме дека ќе дојдев, па не дојде сум. Кажава, требаше Да, тоа да, сви да. Кумановци за 5 века, нели 5 века постојање на Куманово да се организира, има историски момент у МНТ, што се дешава сега, знаете ли? Не. 4 Кумановци се вработени у исто време у МНТ. Не. Да. Кои Ја, се Сашко тие? Коцев, Габриела Петрушевска и Ивица Димитриевиќ. Кај се вработи. Вработени у МНТ. Ама добро од поодамна, да. Работив, да, па никад у историја не се е десило. У ансамбл на Македонски народен театар, надвор од Куманово да има 4 Кумановци. И тој у Македонски народен театар. Джабе, кад не зимате плату. Плата, Ни 100 кој грама работи за кафе не ни плата? донесе, нема плата. Каква ми за не, љубов да ми ги Онака. отидемо вамо за сметке плаќање и викам од љубов, друже. Што сакаше нешто да те прашам? Прашај што Која сакаш? година искачиш од Куманово? Од театар, да кажем, од Кумановски театар или директно Не, со студија се не, поврзуваш со директно Скопје? со студија се поврзуваш со Скопје, добиваме стипендију. Ми тројца у треќу годину, ја, Никола и још еден колега, од МНЦ. Ја дојдов дека у Кумановски театар играше у Кад се цветале тикве, Така е. режија Сашо Миленковски и прв мој хонорар треба да го добија од Куманово, негде околу 600 марке, памту дека беше. Томе Бус беше директор на Кумановски театар, човек што кој разговараше, да, и вика, може ли овој твој хонорар ја како стипендију да ти го давам на тебе? И сега да си седна немила сцена у канцеларија, малце се, нели, ласцивно се, Кумановски се разговара смо некој време с Галантно. директора. Некој ги нема подсетвање. Ја така беше друга година студент и тога се откажа го представу, значи нема. Тој малте не ми исплаќа се хонорар, сака смо мој хонорар као стипендија да ми го даде, а ја ги молеше 3 години да ми даде стипендију, ама не ми дава се. Ма предучества некој И друг. у треќу годину, да, дојде МНТ таму, видене на еден испит, дадене стипендију и тој по дефолт се, значи запослен ти у МНТ, више кај ќе завршиш. И Нешто така искрено почна. да признам. Многу ми беше поубаво банево трло у очи док вадеше уметници. Кад почнав с политичари, браче, ја не знам што правите. Да, ама види све промашени политичари. Па тоа е добро, бе. Ке почна од мене. Како прво, да. А после ќе ударимо таму. Ке почна прво од мене, Па па после у комшија. и по комшија ке за ред нема кај. По куќа да е област. Не сме нешто успешни, па чак и кад сме успешни. Не, ама Значи, уметници супер Да. центар, банево трло. Знаеш како викам, стално со Скопје 3 показателя дека нешто не е у реду со него. Најмонденско место му се викаше Штала едно време, што за главен град е доста дискутабилно. У Софија има амбар. Да, добро, некако Штала, амбар, па жито, па некоја култура. Ово е, знаеш, многу чистење треба за Штала. Да, многу. И многу страње се. Елем, најпознато мало му е од куде од Дебар, брате. Не, значи сега ти тој исто е зезнато и двојца од тројца најпознати глумци се му од Куманово. Готово е Скопје. Треќ му е од Тето. Да. Ако сака тој нешто да пие, Некој јас текст сам за добра. читање, брате, да Да прочитам нешто на брзинку, човека, спотно ме не представа. Да, Ѓорѓита ќе Да, да се викам, импровизира. ја да му појде у Куманово. Ова е ме конџавилоста, ви у Брехтовски одма. Манир, донеси нешто друго. Донеси Душка Радовиќ.
Стварно нешто било што воду е. Да. Чисто да не си така, да не седиш Да на не идеш час. на- Ајде док си на ноге да не седиш. А стварно, падна ни Јован Шангајски, не треба да ни паднемо. Овај Миро со тие ручетини, со тие шапе. Промо ја прави, ќе пројде големен. Ќе дојде Да туја. потрчи покрај тебе ќе настинеш. Да. Ќе се замотам. Замотај си... Куде застанав? Аха, на победници и губитници. Не, озбилно, многу луѓе не га свати како фијаско твој, да ga кажемо, покушај за Беше интерно фијаско, да. за политику. И изненади ги многу и тоа е според мене и добар, сега модерно се вика пиар, ама добра е перцепција лична на човека, дека глумци, па и немав такву суету, како што мислив сви. Jer od tebe se očekuješ da ne da njega priznaješ poraz, nego da uperiš odma prst u nekoga i nekoj drug da bide odgovoran eventualno za delo tvoj neuspeh. Не, јас сум најодговорен прво со тоа што сум прифатија. Значи туја нема дилема. Цела одговорност иде на мене. Внутрашни игри кои што се биле, тоа е веќе нешто друго, у кое што не треба ни јавност да и многу ствари работи се знаев. Ништо не може да се сокрие. Што не треба... Тако или, значи нема сега и Куманово е мал град, ни сви се знаеме овдека меѓу себе, муабет се шири побрзо од било што. Така да, свему нешто некако ја... Замерили се с луѓе, лично, например, ако си бија по партиску линiju близак, да им замериш. Како си с замерување? Не, поише они ми замерива на мене, ја, например, на некој начин сам намаван од партија. Значи немам никакви контакти, ангажмани, испуден, да. Испуден. Тоа што ти кажам, некој политички погреб отприлике. Можда тој што, знаеш, луѓе што ќе улегнат со надворешњу кариеру, кои што кариеру не се го направиле еден грам на политичку партија, реализирани у своји професија, можда малци ги сметав на оние кои што да не ги е партија или да носи сва краве панталоне, немаше да видив некои одредени делови на женски тела. Да не биде вулгарен. Мислиш на деколте што ga немам, па затоа у очи ме гледаш цело време. Размер. Да речем. Да, ајде да кажемо. Појме немам, да не бидам многу вулгарен. Значи можда Зашто и да тоа. не бидеш овој вулгарен? Мене највише ми е... Па ти си погребан политички, можеш да бидеш... Да, апсолутно. Можеш да бидеш вулгарен. Види, погребан с овој структура. Даде политички збору, да. Мене овој ми е треќ председател на партија. Те даде Господ ки има и четврти пет, нели, да сме живи и здрави. Да даде ли Господ? Па не тако иде работа. Тако иде работа, нели? Барем правило покажа до данас дека тако е. Јас стварно искрено сакаше да од Куманов да му се деси некоја друга приказна, затоа што овој град го памти од некои многу убави времења кога имае манифестација кои што се га стављале на културну мапу, на било какву мапу, не само на лукративни мапе меѓу себе да делимо тендери и такви работи. Можда и тој што не сум контролибилен, што се најверојатно ќе сме сакале да го правиме град. И тега кад беше, кажа ги, многу е леко да се направи и школа, и болница, и градинка, само не треба да ги украдеш пари, и тоа е прво и основно правило. Погоди ги состои многу. Па многу, најверојатно некои работи, ама нели, ако правиме да правиме, пак ќе кажу, мисля дека градоначалник не треба да биде политичка функција, него треба да биде сервис на граѓани, ништо друго. Човек с визију, с идеju и неоптоварен од... Да, ама нели мислиш дека ако и около себе немаш добар, нели, тим, колку сме ми индивидуалисти и колку си ти лично индивидуалист, Има видео дека тој би се променило апсолутно Да, ма тоа е до сетап, на мозок. Ја, Значи, ако немаш добар тим или ако Нека не машин, да. кум или некој што е близко до тебе, па на крај крајва и чланови на совет на општину, ако не су ти у тим, не политички исто да размислувате, него Види овде. ако и они неќев да ги украдев паре за градинку или тој што ме многу нервира, детско катче, ондак ќе те повлече вода. Ако ги ставиш, крива ќе е, зареѓаш крива и ни се. е река. Па не, ќе зареѓаш и ти ако ги пуштиш руки у раѓу, ако ги извадиш руки од раѓу, нешто друго ќе ти се деси. Овдека у Куманово, ја мислам дека организација на... Сега медар да не бркне у теглу мед. Ама, види, може да излижеш прсти, ама не цело тегло да го земеш за тебе. Да. Ја, окей, разбирам, нели, тој ти следуе на крај крајава некои законски грешија. Ти Иване ќе го завршиш овој работа, имаш менаџерски процент и нели, до тоа е завршена работа, али
да ги тражиш пари што не си ги заслужија или што не ти треба, а на штету на граѓани, тоа според мене веќе се граничи, за тоа е лоповлук, нели, за тоа е корупција, мито, свугде. Некако глад преголема. Луѓе од тој позиција кога ги погледнам мислам дека не гледав колку се заработале, него колку се изгубиле ако не земев још. Па тоа е многу лошо, мислам дека не носи прогрес. И мислам дека од освета овдека нас не заслепува многу. Наместо да ги сагледамо работите па да продолжиме после тој нели заедно, ми сакамо да се светиме еден на другога, а тој тоа слепува и тој не ти дава простор да бидеш човек на крај крај. И многу други работи, да не зборам. Затоа и пијамо. А не треба да се лечиме од пиење, треба да се лечиме од несреќе. Многу несреќа на овој народ. Па не, малце победе. Види што ми се дешава мене. Јас себе си се доживуваше како победник кумановски, нели, некој што искочија од овој град овдека и успеа у свој домен таму каде што му е дадено тоа затоа што завршија школа, нели? Успеа у нешто и некако се враќаше не дека град ме прогласија за победника, него јас се доживуваше такој као целокупна победа на град на Куманово, ете. Успешна приказна од Куманово. Триумфално и е. И заради некои луѓе на кои што си ги веруваја после 30 и нешто години ти си лузер. Значи као губитник се. Доживуваш и реално си губитник. И заради тоа што си му дае повише од доверување. Тоа е нешто што многу ме порази, нели? Исто мислеше дека моја победа би могла да се рефлектира на Куманово, дека тој и сам ми кажа не би било моја победа, тоа би била победа на Куманово ако успееме за 4 година да направиме добру причу и да види луѓе дека може и другачие у Куманово. Едноставно тражеше ги само едну осмину од оној што се ги гадале 30 години на другу политичку партију, како проверка, тестирајте. Па ако не, вратите се на стари обичаи. Да ми скочите малце од рамку, видите дека може и некако другаче. Think outside of the box. Ама тој не се деси. А нема ли да се деси. Сведок е девиза не само за Куманово. Да се запослиш на државно да се запослиш. Да, на државно цицко да се закачиш, да извинеш. Ама не, сега види, треба да имаш и менталитет на победник, а не менталитет на советничко листо. Структура на ВМРО по Куманово никад не се тркала за победника, главно е било да се намести некој на советничко листо и туи се аспирација. И мислам дека и Централа пар пута си ги е пропуштила шансе, коцкајќи се с другу страну, договарајќи се и продавајќи ги своите кандидати, не само на мене, мислам на некој претходно историски гледано, доктор Зоран Георгиевски, се извини што ќе ја спомнам доктора. Што мисли на мене извинуваш? Не, на njega му се извини, дека погледна у камера. Добро. Он е прв кандидат на, се извинувам, он е прв кандидат што победил прв круг, ако мора да помине. На едни избори многу одамна, па некој договор, некој алаш вериш, некои прецизни математики још у тој време најверојатно го продава за втор круг, тако е легенда, кажу. И кој да мене тој се деси многу порано, супер, можда тако се прекина агонија. Али штета за Куманово, не гледам дека е нешто многу напреднато, дека е нешто многу на болje и дека Па да, тој сакаше да те прашам. Сега пратиш ли или атавизмиот од прошлост не ти дава не оди над. Дали пратиш и на кој левел пратиш? Што се дешава? Не, од политику сум. Ситиш ли се? Не, жал ми е таму работа. Не се ситу, него едноставно отиде и после 30 и нешто години извади си скопску личну карта. Мислам дека више стварно нема никаква потреба ја да биду емотивно превише вржан за нешто што, пак ќе ти кажу, промени ми се начин на гледиште. Не дека сум симнат од трон, него дека сум у некој друга категорија на луѓе ставен. Збори се по град дека од како се деси тој на избор, значи тачно скоро пред 4 години, дека зарекнаја си се дека нема да ступнеш више у Куманово. Не, јас на татко ми почина пред годину да ме јав, дека имам родител закопано горе нов дел на гробишта. Не се бори чак не више ни да земам нели у стари гробишта место, него тако е како што си е ред. Имам брата и мајку овдека у насело Перочичо. Овдека ме вржував и другари доста и некои роднински везе. Успомене ступнуи у Куманово, меѓутоа се помалци и помалци, нели нормално. Не, тоа е нешто што да сам се откажа ја од мој кумановски
корен или дека се му фрлија каменот, дека не, тој не е тачно. Дека Куманово не рачуна можда на мене, тоа е можда потачно на било кој начин. Викам ти, нели, у театар го забранива представа, одма го фрлива у сценографија воду, нема да се игра, пошто он се кандидира за градоначалника. Тај представа можеше да се игра до дон данеска и мислам дека још увеќе се продаваше Ленче Кумановче. Ама ето, Куманово стигна до таму да нема ни театар. Ја мислам дека још се реновира. Још се реновира. Ја И на Соколана Куманово- још се реновира. Да, И и многу Соколана. работа још се реновира. Па да, Али за тој нема дупки у град. Да. Шахте су нивелирани Да, има перфектно. кружни токови, да. Кружни токови, значи тоа е многу битно. Ти на улаз у град, ти знаеш што е најбитно? Ти да улегнеш у град, да измисли да си странац. Да. И кад ќе улегнеш у град, после више у град што се дешава, уопште не е битно. Кад ме прашаваш што ќе Атмосферска канализација. Што ќе направиш прво? Па прво треба да ставиме таблу за излаз од Куманово, или на куде Скопје 30 и кусур години нема табла на куде да искочиш од овој. Кад доаѓаш од Србија, ако не е шишама, но куде треба не се ни види да улегнеш. Значи улаз и излаз на Куманово на град треба да се среди, пошто очигледно тој ни треба. И ред други Не работи си што шофер, да. сега не си видеа ти. Да. Све е тој, знаеш ли како, со шимшири, подкастрени, све. Тета, овој град е мало Скопје, сега да не се нели вреѓамо ни едни ни други, али стварно Скопје е едини град, све друго почина да личи само на населени места. Бар тако и мене ми изгледа, оно нешто и што гледам по Македонија. А Куманово е толку близко до Скопје, средни школе, факултети, скоро сви сме завршиле тамо, нели? Така да тај дух доста е да се пресели овдека и мислам дека едно време парираше овој мал град, условно кажано, на тај дух на главан град таму, Скопје, односно држи сме се некако. На дух. На дух парираше, да. На дух, виж, Начин на живот, културни настани унутрешни Да, мало. Мислим стварно од овдека искочени се доста големи ликови од овој град и дадени као искочени су. Да, искочени, па да, за жал ја тега и кажа, И искачав. мислим ми сега морам да кажам, договоримо се у тој кампања тега пред 4 години немаше ни една навреда, они само меѓу себе кандидати на СДС се карасва тега и се расправljasmo, ми не фрлјасмо никакви отровни стреле. И само у некои дебати с Максима стигнамо до тамо дека можда е штета што ликови како мене се натерани да избегав од овој град, а некои ликови се останале да живив на штету на граѓани овдека, па дури да добиев некои функции, нели? И да управљав се судбина на градови. Тој можда да се смени некако у будуćност, квалитетни да остане овдека. А што овие неквалитетни да не добиев шансу да владеев с... Али добро, тоа е. Зашто, објасни ми га, молу ти се, тој што га, сви зборив барем од моју генерација и постари, да беше мојо жив, немаше да биде овако е. Па, Што значи тоа? видим, на среќу се сеќавам увек на њојни рушевина. Тоа е значи. Дека не сме свесни да го имамо и дека не можеме да го живееме момент кад го имамо. Откако ќе го снеме и кад ќе се сруши, тега се сеќаваме на нима. Памтиш ли Ивана како беше порно пред 20 години? Да беше Горан жив. Да беше. Па тој значи дека имаше некој репер за вредност и дека некој може да контролираше некој паралелен живот у овој Куманово. Значи не постои само една власт, постои неколку власти. И најголема власт е на културно живење. Ми тој културно живење у Куманово го изгубимо. Тај власт на нас не исчезна, или можда некоја друга култура на начин на живење која на нас не ни се свиѓа почнала да владее. Можда тој да значи. Сигурно дека фали некој што би бија контролор на нешто, на правац у кој што се движи цел град, у кој што се движи негов дух. Тоа значи најверојатно. На луѓе го прави дух на Куманово. Сви тие што ќе ги споминеме порано, што се оставиле печат на Куманово, тие го прави дух. Такви луѓе ако не се произведуваат и ако град не ги прави, не ги создава и не ги има, тега му се уништува дух, најверојатно. И тега почиња да се руши, и тега ќе се памтиш у време на Јоцета, на Горана, на овога, на оновека, кој е било. Па ја мислам така. Можда не сум управо. Ич неќу да се каже, меѓу тие луѓи да бидеш и ти да се каже, кад живеше овдека Тони Михајловски. Види, за жал некако имам осеќај дека не сме дале доволно. Не ми се свиди. Да. Знаеш га оној Кумановски, не ми се свиди. Да, Некако, отиде у Скопје, и он ли бе? Па не сам само ја, значи туја има још успешни кумановци кои се таму у Скопје, кои се могале и можеби ден денес када дадев нешто на овој град, ама град најверојатно некако појма немам, или нема концепт да ги собере. Што, нели уме да земе?
Па, сигурно, тој, не знам зашто да земе. Не уме да восприема. Да, не, град е гладен за многу работа овдека, сигурно фали. Дечко супер што дојде. Да го земам тој да ќе пише. Може, земам, не. Кој ќе го заврти ова? Ми до сега се главимо овдека. Пенетрираме. Ми до сега се главимо. Ми пенетрираме у политику, пошто со простату не смо нешто добри. На политику у Куманово не толико е друго да го ставиш, освен тоа ништо да го стави. Најболje морам да признам и не сум сигурен дали го имаше у кампању, ама знам дека се ми лично кажаја некој дружбу нашу, и се свиѓаше твоја идеја и још увек го зборувам на свите, и дека тако треба да биде, а тоа е дека театар треба да биде културен, центар на град, културен треба да дојде меѓу школе. Да. Још што стои за тој идеја и зашто ги е таа идеја толку out of box? Ја тега мислам дека још еден театар треба да се направи, тоа е албанска драма. Така е. Овој град обавезно има потребу од албански театар. Затоа што оној мал не може да го делимо, не може да го делите, нели? Така е. Едноставно нема место таму. Мислам дека е премала зграда, преубутана меѓу школе, изгледа како некој составен дел, како ходник меѓу две школе, меѓу спортску салу. Сви градови е... Да, а репрезентативно би било с интервенирање на сцену, да се направи технолошки една одлична сцена, да се работи на звучност малце, да се поработи, тој се средува акустичност на салу, дом на култура идеално место за театар, на центар е. Нели? Да интервенирам у Куманово, да кажеш, знаеш што значи? 7 години да се реновира театар. Значи, за 7 години смо 93 души запослени у културен дом. Да. За 7 години, свак ден, кој еден вработен на работа од ред, цик до настави, ја мислам... Нов театар ќе се изгради. Тако е, Нов тако ќе е. го изгради. Да нема дилема А од катна гаража што е Катна обележие? гаража одлично во маркетинг, тоа да го ставиш пред културен дом, катна гаража, тоа Нити ga покрива, нити... Таман ги горе сме Обележие. тие табле за реклама. За те метален чиристо имасмо идеја да го земеме да ги исечеме, нели, пошто стварно е чирна град, да го стопиме железо и да направиме споменик на глупоста на една ера, нели, да излееме од njega нешто, Може да чижи. да се стави да било што нека, нели, мал паркинг така, нели, да Мало паркинџе. Мало паркинџе. Да биде продавање сувенири у Куманово. За кажи га универзално, кај се Бог да. За Соколану беше спортски музеј да се направи на Куманово. Значи, богата историја, стварно спортска богата историја на Куманово. Тебе ќе имаше логику да ги шетав деца у музеј. Олимписки значи две степеници да улазав у парк, нели, да нема ограда, него да се улаза у парк доле, да си отворено, тоест Соколана и парк да бидат малте не едно. Jer stvarno samo može da bude muzej. Само Nikad ne спортски može prvo. музеј со сви експонати, значи од Имамо легенде спортски Куманово, легенди. нема дилема. Не треба да збориме ош, дали у борење, дали у бокс, дали е Pa koliko u miliona bilo što. evra košta to je? Тој беше така идеја, пионерски дом да се вика Живко Пешевски, Например. да речеме, појма немам, доста заслужен за аматеризам и театар, Ова овдека. почиња аматеризам, да кажемо... Па, условно кажемо, он га диза на едно друго ниво, односно он е расадник. Сви други што сме после дисперзира се по драмски групи, малте не од туја искочива. Па, ајде, не ги подценија и други драмски групи, али имало и доста други, али он заслужuje сигурно како глумац кој посветија доста на аматерски театар у Куманово, да пионерски дом да се вика по негово име. Сега пионерски дом... Исчистимо га ми тега. Само ме горе прашувам, кај ме праша га, што улја користи се главу да ти ја го користи? Како се вика? Ројзо, холандско. Озмено? Да. Значи, треба да користи, Чичко за банција воле. дека се користи. Не. Треба да мачкам главу. За косо ли? Да гледаш Косо, на бе. Да, за косо, брат. Кажи ми, филма кој за косо ја га. Јас ставу тапо овдека, нели? И она стои у ваздух и викам, и кој е келав сега? Кој е келав? Да, еве и хартиче да го ставиме. Стои ли у ваздух? Стои. Тоа е. До тога си миран. Zavrti ga, zavrti ga. Zavrti ga. Zavrti ga, Ај, храбро, Ама си ga храбро. zavrti. Танк. Еве, па иде. Театар, бе. А не сме Нека зборили иде. за театар, бе. Па не сме. Нешто мало. Да кажем која е улога театарска, што те го памтиш, што ти значи и лично што ти значи, што се погодила со некои твои случувања во животот. Па, види, на прво кад би погледнаа, тој е Крали Марко. Да, и ти си Крали Марко. Крали Марко, кад ми го даде професор да го играм, Никола требаше да го игра Гоце Делчево и играше го Гоце Делчев, а ја Крали Марко, ја иду каде професорот цел изгубен. Викам, професорот, па не може око. Зашто бе, тоа ми не може? Викам, ја Крали Марко,
А овој викам Гоце Делчев. Обратно било викам, нели? Да. Ај размисли вика, баш за тој ти е дадено. А, да бе. Значи, ад хоминем е, нели, изглед за комедија, ја и ти смо родени. Еден висок е друг низак. Значи, тоа е тој. И направи го тој улог и тој ми е прва награда у Прилеп. У 4-та година на ФДР. А 82-го, че да е прв не дипломиран. Да, не дипломиран, зема награду и до година пак го зема тој награду исто, 2 пати го зема. Трајко Чоревски го нема земано 2 пати. Награда треба да се вика Тони Михајловски. Ако сакате да знаете, кога ќе збориме за тоа. Не, шалу се тоа. Демократски тој на место во кој. А, добро. Ти си, ти прашаш. Живот. Што живот? Живот, како дојде живот, се е болje, не се врага. Нели осеќаш како улазаш живот у нас? Ако испил još едно пиво, ќе улегне скроз. Јас затоа сум на воду, малку трезвено. Што трезвено? Нема плата, сметки за струју огромни. Нема живот. Денеска беше на доктора да зему некои резултати и сретнуju школскога другара кој што е работаја како домаќин у основну школу во Караџишќи. И не сам го видела puno време, викам, куде си ти, не те видую више ни на улицу, нигде не се сретнуемо. Вика, јас сам гледам ти га подкаст, вика, односно слушам га док возу камиони по Европа. Што да те прашам за живот? Да те прашам како живите Исто живемо како и сви. Оној кредити, лизинг, деца секције, скупо све. Што да те прашам за Види, живот? овдека пишува политика, овдека пишува театар, овдека пишува живот, чисто за ние што не гледав, овдека пишува разно. Сви овие можев независно, сами за себе, али у сви тие умешано овој. И тој ги труи и токсифицира сви овие три работи. Од живот, па разни, па театар, па уметност. Мислам Нели дека мнозина од нас викав, абе, не ме интересира политика. како не те интересира като она е инсталирана било каде. Еве, например, јас сум у култура и нема политика, али министар е политички ставен. У кој да се сегмент имаш министера кој ти е политички инсталиран и е лидер на тој сектор во кој што ти делуеш у општество, нели? Ама добро, и он е промотор на културу, и он бија со супругу у Јапан на државен трошак. Тој нели е култура? Биле су на некој инсталацију на Чичу Мичучи. Има, да. Нели? Има. Нушич има 120 години стари реплики, што вика, ти бе, газда Евреме, мислиш како порано што било. Кад мрзиш некога, мрзиш га до истрагу. Сак си е другачија, сак партија со си ортаци у сви бизнеси. 120 години стара реплика, не се мои речени. Скрос Нушич е Значи, или оној, сложни поплави и у петак мрсив. Најверојатно тоа е и до ментален склоп, и до морал, и до етико. Основно прашање. Сретнамо многу луѓе во живот кои што имав диплома како планина големи, али етико и морал имав нула или под нулос. Од друга страна, сретнамо и луѓе кои што немав еден ден школа, али етико и морал имав огромни како планина и тие луѓе за мене се увек имале поголема вредност него било кој едуциран човек, образован или високо појма, немам што. Мислам дека тоа е поедовна точка. Ако ти немаш сам скромност у себе и ако не га носиш тој како своја одлика карактерна, џабе ти е, мислим, било што и да бидеш. Погубимо се ми малцето и ми престанасмо да си помагамо едни на други у момент кад сватисмо, а мислу дека смо зрели како нација, не како народ, како нација, ми сватисмо дека оваа пенетрација у политику е толку длибоко у сви нас, ми ga тој сватисмо, али не требаше резултат да биде, кој ги ебем, матер, ја не ни гледам политику. Неću ni da idu, ni da glasam. Не требаше тој да биде резултат. Резултат бидна, знаеш што? Што не може, веруј ми, не може да се соработуе с, еве, прост пример, Министерство за здравство. Ако сакам да направу кампању, дали преку подкаст, дали како новинар, дали како индивидуалац, како граѓанин на Македонија. Да, Македонија. Ја не можу да направу тој без нијену помоќ. Ако сакам кампању, луѓе да бидев, ако нешто ги се напрасно деси, ако умрев, да бидев донори.
Не можу. Па- Тој треба, знаеш што ми викав? Треба, ја имам потпишано на трансфузиологија, ама тој не е тој валиден потпис дека ако нешто ми се деси, нели, бубрези, ако су добри Донираш органи, срце да. донирам. Тоа е само на потпис. Тој треба ви сами да се изборите. Ми престанамо да си помагамо едни на други. Немам никакав фидбек од некога што сака да го поддржи кампању. Знаеш ли зашто? Затоа што на луѓе ги е више преко глава од тој подигање на свест. Уморни се од исти зборови, Ивана, се... Да. Како да го продадемо тој дека луѓе треба А што сакаш ти поголем да си помагамо? доказ со тој дека една мантра не га пропуштајте последен воз за Европску Унију трае 32 години. Една иста мантра и на тој мантру сви се возимо, на невидлив воз се возимо 30 години. Има и добри ствари, не у Европску унију. Али- У Европу има добри ствари. Например, има база на коскену срж. Има база на коскену срж. Ако ја дам, а пола сат ми треба преко едну обичну, ајде да кажемо, инфузију, не е ни хируршка интервенција. Доброволно да дам дел од срж на некое дете у Француску, може да му се поклопи в хромозом или тамо што су. А исто и од некое немачко село на наше дете овдека може да му се поклопи. Не се збори за тоа. Па не се збори за тоа што најверојатно нема корист од тој. Нема што друго, кога ќе размислиш од нешто не вноси нас кријест. Зашто? Па Да, зашто да нема Етика. корист да си помогнемо сами на етика и себе? морал, нели, за тој на почет на новој. Нема етички и морални појдовни тачки, него има лукративни. Куде сам ја од светој? Колку е мој процент од светој? Колку е зарада од тој? Има ли корист уопште од тој? И тоа се тие погрешни прашања кои што ги наметнува сви останати решенија. Значи, последици се одговор на тие прашања. Нема корист, немам ја никаква корист од тој, нема ништо од тој, нема потреба да се дешава. У Македонија нема доволно инсулински инекции, како се вика тие. Инсулин? Што Нема. даде да правиме модел? Денеска е ден на зачувување на македонски език. Да. Ако немаш култура, не можеш да го сачуваш език. Култура значи да се гаи и да се заштитува. Тоа е значење на реч култура, култиватор. Некој што гаи и заштитува. Ако ти на културу не му дадеш плату, или сакаш да ги закинеш плата, како очекуваш дека ќе го сачуваш македонски език? Парадоксално. Ако сакаш да го одбраниш Гоцата Делчевога, Јанета Санданскога, било кој историско личност од македонска историја, не си направија филм, односно последни ликови што се ги изиграле, тие су пред 40 години мртви, нека почива во мир, нека ги е вечна слава, не можеш да го одбраниш едноставно тој. Има некои работи што не ги правимо, а што морамо да ги направиме за да продолжиме да континуираме, нели, оно што реално сакамо да ги избориме денеска. Ми, во овој држава е најстрашно да бидеш бранител. Значи, држава што не произведува бранители, односно што према своји бранители се понаша на оваков начин, дали на бранители од 2001, дали на бранители од 27 април, ти покажуваш само на други дека ако пипнеш да го браниш овој држава, ќе завршиш у затвор или ќе бидеш убиен. Тоа е показател. Ми само имаме лоши и негативни примери. Ако бидеш градоначалник, овдека ќе бидеш мултимилионер. Ако бидеш политичар, ќе бидеш познат. А ако бидеш бот? Ако бидеш бот? Бот, па добро, без бота не може да има. Можда затоа не си помагамо едни на други, затоа што сви бидна сме. Најголеми непријатели на слобода су среќни робови. Да не забравиме. Среќни робови су најголеми непријатели на слобода, а такви многу ги има. Док на мене ми чури од Жак, како викав, нели? Па сега добро, чури, па ќе престане. Ама гледај Тони, ја беше, например, среќен роб. Ја работеше за едно министарство и беше симултан преведувач. И шефица ми вика, љута, караме. Зашто сам посредувала за колеги на некој конференција што треба да идев, да се извади в карте за Беч, кад сам требала за Виену да изваду. Ја мислеше дека ме дупи. Да. Затоа што возраст, А еден ли Бечко шмисло, она не. Таман да кажу, бар да е чула за Бечки валцер не мора. Да. Не,
до толку култивирана валјда била, за бечкушництво да ја чула, за нешто постара од мене, значи спрема возраст, ја мислу дека ме дупи. И ја престаную да работу више за тој министерство, затоа што и сваќам дека не сам била среќен роб, него сам била само роб. Не дека се љуту што ме она искарала. Не дека се љуту што ми е можда претила со дисциплинску комисију, затоа што вика погрешно си ги усмерила колеге. Него затоа што куде е тај момент? Тачно, тоа има врску со етику, со морал, веројатно, можда и со суету, со образование, со све. Ама куде е тај момент кога ја, ако дам отказ, рецимо, и после тој не може да не до работу, а скоро сам 50 години и немам пари цигаре да си купам, улошке немам пари да си купам. Куде е тој, у тој среќно робство? Па добро, едино да се надаш дека нели циклус ќе престане да доаѓа, дека ќе престане да се троши. Има опција да не изгубиш. Дај да те утепам. Шалу се, знаеш дека сум саркастичен, малце не према тебе, него према. Да. Према услови што се ни, нели. Сак ми враќаш за оно што кажа дека простату имате. Вие над 50 и сега иде дека јас сум у климакс. Да, исклучи го клим. Ке се исклучи клима, малце, нели бе? Озбили се. Не, ке се озбили. И кажи ми како да свату и друг момент Ја не може да свату исто некои работи. Ја, например, пази имаме едно интересен... Куде е тој достојанство? Куде су тие слогани за достоинствен живот? Jer слогани су, да. Па види, Ивана, они деца само нас не испаднава будуćност на наши деца или иднината на нашите деца, како што се користи углавном као политички слоган, испадна само политички слоган. Видемо колко е иднината на деца и каква е иднината на деца со случаи укочани. Страшна трагедија. Нешто тој да се деси у било кој друго земја, мислам дека немаше човек што немаше да искочи на улица. А ми седимо дома. Ми се плашимо некој да не избаци од негде, да не изгубимо радно место, да не разбере погрешно. Ја не штрајкую против власт, не тражи да се промени власт, ја тражи да се промени систем на функционирање и на вредности овдека. Што е приоритета, што не е. Немам ја ништо. Како? Па, се тоа што ќе почнемо да имамо, нели, систем да градиме, а не инциденти. Барем мислам дека Да, и реакција, прво и реакција на инциденти е... Па има многу работи што може да се среди, значи, ајде поименувам, ајде да не се глупирам многу. Доволно е да речеме да се донесе закон дека после 8 години политичко функцију немаш право веќе да се бавиш с политичко функцију. Дека не можеш да бидеш вечен политичар на овој држава, нели? И дека не застарува кривично дело што сега направија како политичар и политичка одговорност, да нема шанса да застари, дека може да одговараш и за нешто што сега направија пред 30 години, ако после 30 години рефлектира на тој да ти си ги труја твои граѓани с... Малце звучиш како левица, не како десница. Зашто да не, па ја мислам дека повеќе звучи како ВМРО во време на Тодор Александров, него што левица може за 100 години да звучи. Значи, тоа се некои репери што ги измислиле некои пред нима, не е битно. Некои норми што ВМРО како организација ги имала, како треба народ да се третира и какви треба одговорности да има политичари и одговорни лидери на народ. Тоа се до денеска непроменливи, барем според мене, у праксу не се искористени. Можда личи наратив на левицу на тоа, ама тој си знаел куде си поваѓа. Тоа е као да кажеш дека напишеш некој нову свету книгу по терк на Библија и кажеш дека ти си оригинал. Нема везе, Библија си е Библија. Но да не навлагам на тоа. Само треба да се вратиме, пак и да кажам, мислам дека етика и морал, људскост, емпатија и тие работи, тој се гради на етику и на морал. На нешто што е филантропија, на нешто што е, како да ти кажам, нешто што... Зашто луѓе мислив у шнајдерски манир дека и вокабулар дека боле све да се сруши па од почеток да се изгради него ли да се преправљав панталоне, да се кратив. Да, и види, имаш еден професор што викаше дека можда најголем проблем на македонци е тој што се спрља во воду и бебе га фрља во канализација. Доста паметна мисла кога ќе го погледнеш сега после 30 година, тебе го имаше кажано, како ќе направиме и ново бебе. Бебе кога ќе се усере, ти го избањаш и прља во вода го фрлиш, бебе си остане. Мислам дека кога нас е тој проблем. Сруши овој до корен, па еве чисто можда дигресија мала и МНТ стар,
односно тој краљевски што е изграден, легенда вика дека после земјотресот еден зид му бија напукнат, али за да не потсеќа на буржујство, срушено. Заедно со све. Седишта, лустери, све што имало у театар с куглу бија рушен 2 недели. Така вика легенда, ја не сам бија тега ни роден, за да знам али луѓе од Скопје кажуваат дека е тој. Тоа е некоја потреба да се фрли и бебе у канализацију, наместо и тако ги губимо вредности, и тако ги губиш ти тло, под ноге губиш га континуитет, а континуитет го оправдава чак и лудило, а камоли нешто друго, нели? Ако има континуитет у лудило, нека не ме замерив доктори што ги се мешам овој, значи може да биде како нормално. Тоните си го знаеме, он е Шашов, па е Шашов и тој е тој. Да. Спомна нешто на Илја, па све ми иде едно презиме, Љутков. Што правимо? Ти се укумарало некој е у Јапан. 100 пат сам ти кажала, нема да прашаш што правимо, него што не правимо. Кога збориш за тога вашега министра. Ми сме малку у незавидни ситуација што тој човек, тој менаџер сега таму, тако ли министер, е од нашо филмо. Да. И вечера бе сме заедно. Јас сум повише загрижен за туризам него за култура. Ама многу му е добар за туризам да биде на грчко. А што знаеш, може да ќе го појде у туризам, брате, еве, Јапан, Мапан, оно, изгледа да го развиваат туризам за сега. Летоска сигурно ќе у грчко ќе го развиваме туризам. Така и да, види, култура нека почека малце, па мислам стварно туризам беше доста маргинализиран и ја мислам дека е време култура да одмори малце. Беше оно златно време заврши, знаеш, никој не се надеше дека ќе го тражимо Груевско. Страшно звучи, болно звучи, ама ти не си ги чуја 7 театра, 180 заposlувања, нели? Спомна рушење на театри после земјотрес. Тоа е било такво физичко рушење. Сега некако осеќам однутра како да се Па види, увек смо патиле највише од тие луѓе што ќе искочува од нека, нели, ако сака и нека се наљути што го тркаљамо. Од наши шугави гардеробе, од тие скапани костими, миришљави, неисперени. Студ. И отидав во министерство и после забравивме тоа. Не се качуј по луѓе, не сери по луѓе док се качуеш ке ти треба док се си минјаш. Очигледно и најверојатно не планира више да се врати у тие шугави гардеробе, а и да се врати кој што ќе му каже, свика, куде си, бе, добар ли си? Да, има ли кој што да му каже, уствари? Има наши колеги што се биле веќе министри, Например, ја мислам дека исто еден од најголеми промашаи е Слободан Унковски. Добре, не се сеќам на тоа време. Не се сеќате, ама на нас не бија голема нада дека ќе донесе некаков прогрес овој. Ништо. Значи, како да ви кажам, не. Он ќе биде амбасадор во Јапан, Љутков, ќе видите. Да. Амбасадор ќе си биде, па тоа е градација на успех. Он се знае, више има неколку. Он се знае што сака. Има неколку надимци меѓу нас, ти си ги чуја, претпоставljam некој. Театри не може, не те остављав такој, значи не сме колеги, знаеме некои надимци, не би ја да ги откривам после кастрирање ќе ви ги кажам. Али штета. Таму се понадamo дека нешто ќе биде добро. Не знам, очигледно дека е повише марионета отколку што ги спроведува своји идеи, бар у еден период знам дека сам се видуваја с njega пред да биде министар, председател на комисија за културу и сасвим друго од овој што сега го испоручува. Смо разговарали и како идеја и како тенденција, но тоа е тој. Најверојатно постои некоја гилјотина која му вика до овдека смееш прстиња да ги пуштиш, друго не смееш. Искочи он министерка за финансии. Па кажа дека она дала налог да се направи плате по колективен договор. Значи министерство на својот, па тако ја у едно интервју бар тако и разбираш, има едно интервју баш Они сега ги додесвани на Калъч, ни на па сега 2,5% ни е скратено. Легенда вика дека некои административци кои не се опфатени со тој колективен договор таму у Министерство за културу, незадоволни од своји плате, па тие 2,5% што на нас не ги снема, ќе отидев куде нима. Сега види, мене ми е многу криво што овај политичка структура што јас се идентификуju с њума и њума го идентификуја с мене и мене покрај њима, нели? Е прва што ќе биде тужена од 300 уметници. Да, многу се љути цекараме. 300 уметници, прв пат ќе тужив некога, па ти ќе бидеш запишан какав сакаш колега биди. На 300 тужбе ќе. Да, 300 спартанци ќе ги тужив. Еве ја 300, пошто не сум член на синдикат, јас сум 301 индивидуално тужбу и ја ќе го тужу Министерство за културу. Ако треба и овој Владо ќе го тужи. се нешто, тоа е. Не, сигурно да организирав се колективни тужбе и они ќе биде први у историја
што ќе биде целу годину туризам ќе биде до суд и да, и ќе се бавиме со туризам после. Нема култура. Нема што да комуницираме со Така да, мене исто ме чуди, Миро, значи да патиме од луѓе кои што го разбира проблематику, најверојатно станев послушници, неќу да иду дале, да не нешто се осети прозван, пошто пиша некој статус, па нешто цвичеле тамо, не, мјау. Ама не. Извини, ама тако не се цвичи. Циу. Неколку години пробуju некој, да кажем, на алтернативен начин некој културу у Куманово, па и у Стругу. И морам да примету, по медиуми, барем како гледам, кад гостуев гости од скопски театри, скопски уметници и уметници од други градови на Македонија, што не е Скопје, за многу различни работи. Например, у МНТ у Скопје ти е продадена представа, карта ти е 20 евра, има посетеност. Така ли, него тачно цену сега не ме фаќа за збор колко е карта у МНТ. Ама да кажам 500-700 денара е за 12-ку, која е продадена до јуни од декември кога се пушти. Да, значи има нешто што мига има смо со Сленче Куманович. Да. Па ги да кажеш, да не се зезнаме, да. И у мали градови, не мали, помали градови од Скопје, на пример Куманово ми маркетинг иде на 200 денара е карта или 150, не 50 ќе биде. Још е некако маркетингов дека тепа е још повеќе. Како вамо да некако иде публика, све е по-богато, карта е поскупа, места су боле, глумци. Сега овој екип од 12 што го направисте, на никога нема јасно зашто порано не е направено. Ја тој стално го прашав, да. Или зашто па ја пак ќе кажу, знаеш колку години се бореше некои представи да се направи да се носи в гости у Куманово. Буре барот конкретно овдека го предлагам од поименем негде од 2016. Значи од 2016, пред 8 години, можда и 9 и више, да се направи овдека с гости Игор Џамбазов, Сашко, ја, Ивица, Габи, да се собереме, не знам, Цуцка, да дојде, нели има, Цуцко не го спомнамо исто, нели као едно од Кумановке, што се отидени надвор. Мислам дека можеме да го вратиме публику и има желна публика у Куманово за театар, тој ga видимо, пак ќе кажа да не видиме, досадни се Сленче Куманович, значи дај понуду на луѓе, а од друга страна мислам дека сме обезвреднети, стално го заступам тој тезу дека ако филм кошта 500 денара, карта у театар треба 1000 денара да кошта, затоа што во овој момент го гледам Миро овдека. Жив човек со емоција пред мене, како се знои, како плаче, како се смее, како се тепа с него, дали за тој мене. Просто по-посредини има косу. Да, добро, окей, гради косу ќе видиме, нема везе, али мислам дека таа експлозива на живога човека треба од да биде и од друга сам се борија појма немам с некои представи што сме ги продуцирале у порано време како Сина Соба, каде била 50 денара карта у МНТ, 500 денара сме го правиле и продавало се, што е само показател дека понуда може да ти дозволи да имаш и поголему карту. Што ќе понудиш? Ако му кажеш на некој дека е џабе, ја мислам дека нема да дојде. Па обезвреднуваш се себе си. Ја мислам дека се обезвреднуваш себе си. Наметни си го цену, дај си го своја вредност и луѓе ќе дојдев ќе кажев да, оправдано, не ми е жал што ги даде 500 денара за овој представ да го изгледам, одлично си помина. И пак ќе дојду да го изгледам, кога ќе ми дозволи тој буџет, може би 2 пати во годину да биде тој, али од мене бар ќе биде 2 пати изгледана представа. Но кажи ми, регистрираш ти режим? Не го заврши. Не, имаше чудни работи ми се исподешава, сва Којункос кога почнавamo, па он отиде у пензију, ја тој се разочара малце, он не ги да не доврши као класа и после тој се с мојега другара, Бог да го прости, Златко Славенски, он беше професор, с njega се договоримо да почнемо и да си се трагедија човек почина. И сега неќу да нели тако се запишу некој следеќи да не некој професор на факултет. Шал се и Златко ми се нашалија исто на овој начин, али можда и ќе заврши. Спомнава Диво Месо, а кажи ми некој текст. Тоа може и филм да не мора да е театарски текст, ама за Куманово. Не кумановска публика што ви го, него најболи Куманово како ви се представило и луѓи и град. Буре барот, ја од увек сам ми кажа, преведено на кумановски, значи тоа е Кумановце на времето, у тие јаки години кога те било со таквите шапки. Од центар до Пројац. Све, значи нема еден автобус беше од центар до Пројац, немаше друг, и на куде Черкези нагоре што идеш. Тие два автобуса се биле у Куманово, значи толку му личи тој темперамент на град, тој начин на размислување. Ја мислам дека до ден денеска тој и да се преведе на кумановски, нормално, не на литература никако, пошто мислам дека имамо бесценет
дијалекат, многу сценски дијалекат имамо, според мене. До данас кога ми се тој. Имам малце проблем со дијалект, искрено имам проблеми на стендап наступи со помош до публику што не е од Куманово. Например, у Скопје кога наступаш слабо го разбирав, некако како да се направи некој јазол помеѓу од тебе па Сашка, што го едуцирасте Македонија за кумановски. За кумановски. И сега после тоа некој вакуум простор да се створи, и млада генерација слабо го разбира. Па добро, ја нови генерација Енглески збори. Енглески поише зборив, тоа е факат, прво и у Куманово најверојатно се менја език више. Да. Ја кога ќе го читам на Киро Бабаружу книгу. Па тоа е некој кумановски што више не га збориме и одамна и ми, данаска модерни кумановци и овие посебно нови генерација верувају дека и они се англицирани још малку Кумановски сега може да слушне в сушност, како ми кажа. Збориме Кумановски в сушност, која е сушност бе? Да бе, уствари, сушност. да бе, всушност, ама ето такој се. Па многу деца у Скопје учи в средни школе. Може да се. Може слабо. Извинам. Одма да се. Разно. Разно. Гаталац ли си или патилац? Паталец. Што ви кажам, гаталец или паталец? Па не, поише мислам дека сум патија него што сум гатаја. Све пробам да зборам од лично искуство, нешто што сум доживеа. А ако не сум доживеа нешто, onda се учу да слушам. Па да чую нешто и може да научам, да ми покаже. Не сум се многу често водијал тој да прво слушаш па да збориш, малце поише сум зборија него што се слушаја, но се стекна време годината научив да бидеш и добар слушател. Така да мислам дека поише сум паталец. Имам еден текст у Варвари, Максим Горги, сега што го правимо со Милчина, кој што вика мене сум насудувале само заради тој што не сам имаја исечени ногти на руки, не сам имаја што да еду, а можда не сам имаја нечисти гаќи. Роден сам у радничко семејство, татко ми работеше у Добрешано живинарско фарму, мајка ми е домаќица, заврши средњу техничку и кога би се прашаја од куде е Ана? У театар од 9 години до драмско секција у Пионерски дом. Баш кога Живка Пешевскога. Прво го водеше Гаро, тој едно година Жико беше на специјализација у чешко. И Жико е еден од ретки глумци, Бог да го прости, што има завршено тој магистратура е малте, не? У чешко. Тој глум. Високо квалификован актер и многу талентиран. И од тамо ми е желја за уметност. Сви се чудесме, па чак и татко ми се чудеше, Бог да го прости, кога се запиша, кога му кажа дека ќе иде на факултет за драмска уметност. Факултет го заврши па исто паталачки некако, у прву годину не бутнала као неталентирани мене још еднога познатога глумца у Македонија. Да не мога офирам име, нели? Па продолжи, па некако сам го заврши факултет, пошто знаеш, не изгубиш го домаќо поверење кога ќе квадрираш, не можеш да објасниш дома дека појма немам, не сум. Затоа те преша преискат, нели оној родители што су ни викале, државно, не сега овоја администрација државна цицка. Дали е тој клетва или благослов? Не бе, прескакот ми кажа за работу, нели, па ја работеше у театар од 93-ќу, после дипломирање до 97-мо и после даде отказ. Па 98-мо дојде ВМРО да помане на власт, па ме запослива, па ме измавава од работа. И трети пут ме запослива 2013, тоа е време на режим Македонија, нели? Колку ќе ти биде пензија? 3 пута. Покушавам да израчунам. Нема ни да имам пензија, а мене ми фали многу, мене ми фали 16 години раден стаж. 16 години беше на отказ. Замисли да добием од они пензија од само 15.000, тај социјална с 15 години стаж. Ајде го дочекаме прво, па ќе размислиме за И него. тој што викаш. Ја да сме живи и здрави да го дочекаме. Добро, ама татко, не можеш да му објасниш на татка у тој време, нели? Не можеш да му објасниш зашто си квадрирае, зашто... Не, ја цел живот па тебе професорите мрзив. Ја цел живот нели? Имам проблем с професорите. Све па ти нешто револуционер. Бој да прости, викаше, пошто беше, мислам, такав човек си беше. На родителско вика да дојду на факултет. Викам, тато нема родителска на факултет. Викам, не, тоа е факултативно, значи доброволно. Ако немаш 3 подписа, не ти дава право да искочиш на испит, ако не искочиш на испит, губиш го годину. Многу паметно го решиле тој. Браво, браво. Познавајќи име мене, он вика дека тој за мене беше... А мајка друго, да не кажу,
како бајново трло што се збори, другше. А другше? Другше га мајка тој перципира. Знаеш го оној, мајка имала 2 сина. Еден бија глумац, а еден многу сакаја да биде политичар и многу бија добар реторички. И малош изгледи дека стварно ќе га биде. И почнаја тој да лепи плакате, нели градацијата е. Како иде дали бија СДСМ или ВМРО, не Не, знам. бија активен. Али, активен член. Па председник на совет, па градоначалник, па министер, па премиер и еден ден јавља се дома и вика: "Ја успеа, готово, ќе бивам председник." И стварно биде председник и вика го мајку на инаугурацију. И док тамо полага заклетву и се кълне како што се кълне вси, мајка му седи у прв ред и на тога до њума вика: "Познавате ли го овога што у момент се кълне дека ќе е председник на овој држава?" Па да. Па брат му е глумац. Да знаат. Помало братче му е Помало глумац. братче му е глумац. Некако е тај, нели, мајка и татко. Другаче има још еден виц околу глумца на 3 унучиња, не ги видела баба по едно 10-12 години, умеѓу време они нели дипломирале сви. И доаѓав каде бабу да се пофалив с дипломе. Вика: "Ти што дипломира?" Па вика: "Ја, добро," вика, "архитект." Ете на бабу куќу кој ќе направи, браво, браво. А ти, па вика: "Ја за доктора." Ете бабу кој ќе го лечи. А овој трети вика: "Ти што?" Вика: "Ја глумац заврши." А бабу кој го ебе, а? Има и такова варијанта. Има разни варијанти, како што смо на тачку разно. Сакаја ли би да ги видиш своји деца? Да ги видиш среќни надвор од Македонија? Знаеш, за овога постарога, мислам дека ќе остане овдека. Александар ќе остане. Александар. Мада не е исклучено да и он може негде да го повлече некој сидро према напред. Да. Али овој, за овога помалечкога, пошто мислам дека е многу деца денеска се поише американизирани, односно прозападно ориентирани и познавање на енглески език му е страшно добро. Чак и начин на размислување му е ван македонски, значи не е соодветен за овие простори овдека, не е конзервиран и не е отруен можда од некој локал патриотизам кој што е, како да кажу, одувек е бија храна за сиромаштију. Бар тако искочи во овие 30 и нешто години. За njega мислам дека можда има шанса да отиде надвор, затоа што едноставно негова комуникација со свет е на поинаков начин. Другачие, другше гледаш, што би кажале ми више туш. А док овој постар, он е можда тој патриотизам. А колку има години помалку? Помал има 13. Да, затоа ти викам, он е стварно нова генерација. Тин, да. Рин. Рин сега е почеток, значи сега сме тој големо. И он е обседнат с Запад, значи конкретно Америка. Значи, тоа е. Американизирани се ни деца, што е окей за мене. И ја мислам дека и ми сме доста прозападно. И американизирани чак што ише музика, филмови, начин на облачање, мода, не знам, појма немам, било политички сцене или било како. А овој постар мислам дека ќе остане туја. Сега имам и унука од 8 години, јас сум и дедо. И за njega исто мислам дека најверојатно тие деца ќе сватив уколико ми овдека или моја генерација или твоја генерација и помлади од тебе не направиме некои болji услови, дека сви тие ќе морав да се го потражив место негде надвор овдека. Ја би сакаја да ги виду среќни овдека, да се врату на почеток на прашање. Со тоа што би сакаја овдека да биде нешто, али све повише наду и све повише ме гази реалност дека... Затоа ја не го постави прашање, сакаше да ги видиш среќни деца туја. Да, среќни деца тамо. Сватија, али основа на прашање уствари е зашто не направиме овдека да бидем среќни. Мислам дека у трку по кариеру си ги завршиме деца на раскрсницу, не ги покажаме некои вредности и да не злоупотребуваат. Еве колку е грижа за наши деца. Значи 60 и нешто луѓе отидева,
Тој се углавном деца, има и возрастни меѓу нива, ама и тие се нечии деца. Јас сум исто крив затоа што се деси у Кочани, затоа што ја гласам 30 години за луѓе кои што не успеава да направи систем. Ја моја младост го подари на едни луѓе што вика со јутре ќе биде боле. Овој е последниот воз за Европа. Још овој воз ако го пропуштиме, последниот вагон ни проваѓа пред нос. Моја одговорност е подеднаква како и на овие што не направила ништо, што се одговорни по функција, нели? Од сваки 4 години ми си ги бира смо тие луѓе. Никој не ни ги донесе од надвор да ни каже овие ќе ви бидев, нели? Така да мислам дека дај Никој Боже. ли не ни ги донесе? Али мислам још една нада што ми се раѓа дека 30 и нешто години сме држава, још едно 5-16 години, значи негде околу 50 ќе се направи. Тоа е валјда некој начин на созревање и проваѓање на сви кризе. Веруј дека најголема Колку криза транзиција има спомен? Да, многу. Још 15 години. Да, још 15 години, мислам, ако после тие 15 години стварно не се направи нешто, не ги преболиме овие болести, и тие 50 години у историски гледно тачку се само трептај на око. Сега да не бидеме многу романтични, нели? Али стварно тоа е многу малце. Ништо не очекуваю од помалку од човека да биде романтичен кој е роден на 1 јули. Рак, Емоција. не можеш тоа да се. Тоа е Моја мама, Ти знаеш ли дека мама моја покојна беше е родена на 1 јули. Значи, дали знаеш дека На после 1 избори јули, ако во кажу со погрешна интонација од Сабале, ако во кажеше добро јутро, готово. Цел свет се руши. интонација. Да, али таа У дух емоција, на говор да али наскам па сигурно македонски. била, сега ајде не се фалуја и, нели, човек што ги разбира други да помогне, да се најде. Знаеш ли дека после избори толку ми беше мука што добих херпес зостар. Знаеш дека е животот за гласувачки херпес? Како не знам. 52 дена, пошто имаше така 52-3 години, колку имаше, ја беше од муку, од емоцију, разбиен, затоа што едноставно неправду и предавство не можу да опросту ни да ги забраву, ни па да ги поднесу најверојатно. Поваѓам од себе дека ако се договориме дека овој ќе го правиме, има да го правиме да гинеме еден за другога, ама кад не испадне такој, тие емоции ме срушив и ме утепав. И ден денеска кога ќе ме нападнев емоции, имам само неколку збора што се ги кажува. Тоа е кога ќе ме нападне, ја тоа го викам ѓавол, кога ќе почне да работи од мене. Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме мене грешниот. И све се израмни у мене, и свака љутња се исчезне, бар за некој саат, два, до следеće појавување патија та иста молитва и па се ресетира, све е супер и идемо далje. Па сега мислам, живот, овамо да овој, е најголема куќа на кој што врата не ги контролираш ти. Туе улаза свак, и сакани и несакани гости. И сама знаеш. И углавном има несакани. Битно колку ќе се задржи во најболje комбиновано е да со не ги ово. затвориш врата. Затоа што ако се затворени врата може да остане стално. Остави ги врата отворени, па некад ќе се отиде, ќе дојдев некои бољи гости. Ама па и промаја ќе улегне така. Промаја е невидлив убица, може да го убие несаканога гостина, а ти стави си некој вунено енечен појас на кичму и дзивра. Слушај, емотивац, неколку пута пробуваш да ме расплачеш. Не, Највише ми се заплакање работа. Беше заплакање работа. Затоа слушамо блуз, затоа што ја оне некоја Нема поточна јужноамеричка, музика, да. стварно јужноамеричка тужна прича. Ми сме овдека како Чикаго, има се поише бездомници. Нити смо го решиле брату проблем, нити ќе го решиме, али бар да си поправиме муабет, бар да бидеме оној, да не ги лечиме луѓе од алкохол, да ги лечиме луѓе од несреќе, с муабет, с жене, што е, колку су, ајде да избегнемо да бидеме, како се викаше тој, мизогинични, да кажемо, ајде да, пошто смо на живот, не смо више на политику, мада тој негде овој треба да си добар политичар, да си у југоисточен регион, да ми кажеш дали мислиш дека многу ги уали смо жене
И уствари кој ги уали? И што сега жена тражи од еднога потентнога мушкарца? Дали мислиш дека тражи превише за да му биде партнерка? Види, ја увек сакам работа да ги гледам и на смешен начин. И тоа е најверојатно моја одлика. Увек постои и друга страна на медаља. Како вика една стара кумановска, ако е дечко згоден, уопште не е битно каква боја е БМВ. Значи... Тој, затоа е во југоисток. Добро, да. Тој не е само, мислам, тој си е кумановски кажано, сигурно важи и за многу делови и на свет, не само овдека. Мислам дека жена утрку за докажување и за изедначување с мушкост, мислам дека е многу посилно. Тоа за мене е некој начин на спуштање повише, кад сака да се израмни жена с мушкарца, затоа што жена е за мене на некој повисоко ниво од мушкарца. Колку и да звучи чудно, никад не сум бија мизогиниста, нити па мислам дека жена треба да се навредува или подредуе под нешто. Напротив, мислам дека она има многу високо место и многу битно место во општество, посебно за семејство, за држава, за било што. Мајка. Такав реч, нема појак реч, ја мислам, стварно. Бог и мајка, да. Па еве, да речем, да. И Бог има мајко, ај не, таткото, нели, али да речеме дека синот Божи и он има мајко. Што е још еден доказ, нели, колку е она битна. Сега, мислам дека она своји вредности ги спушти само за да се покаже на мушкарца, а со тој изгуби цело општество, изгуби многу семејство, изгуби ступ на куќу, се изгуби, разнишава се домови, и дека, тоа е тој што го гради едно општество, тоа е тој што гради здрави и добри људи. Мајка у семејство. Значи, нешто што е лепак, што свет држи залепено заедно. Тој мислам дека е највише грешка. Не викам дека жена треба да се врати у кујно. Не викам дека жена треба да се врати да менја пелене. Али дека жена треба да се врати да ги образува деца и да прави људи од нима, да, наместо да трчи толку многу по кариера. Појма нема. Ама мора да се плати в кредити. Мора, за жал, тој ми е следеќо. Нели? Значи, немилосрдност. И мора брза поручинела, брза храна да се једе. Нема. Не може кој ќе ти прави, ќе ти направи чорбу еден пат у неделю од навечер за јутре. Ама ориз ќе се здрави за јутре, не може да го направи. И тој некако би нас, затој викам кој не уали. Дали е тој уаленост или е тој... Не, тоа е едноставно начин на живот на кој што тоа е модерно време. Све си носи своje. Порано се биле други вредности, сега има други вредности. Просто и едноставно. Ручате ли дома у неделю, утре сви? Па тој не мора да значи да биде дома. Да, сви, сакаш да кажеш. Па пробамо колку можемо, ама нека ти обавезе не ти дозволува да бидеш дома. И тоа е тој. Ја морам да отидам негде, ја не сам туја. Она мора да отиде негде затоа што има своји обавезе. Гледамо да се колку повише да поминемо време заедно, ама на крај овај трка по паре, по сметки, плаќање по кариере, одзима ти превише. И мислам дека не е уаленост, него дека тоа е наметнато сами по себе, дај ке се бориме на овој начин. Ми можеме да ги смениме работи сами, така или? Зашто, например, жена што одгледува семејство дома, а не работи, не добива плата од држава? Па, да речем, нели, просто и едноставно би било тоа. Домаќинка не постои више као домаќинка безработна жена, него држава ти дава за тоа што е тоа. Сигурно, ако има паре за... Дава ли уште држава за треќо дете? Не, мислам дека одамна се укинати, тој од време на режим. Тој мора да се... мораше да се изчисти. Од време на режим. Од време на режим беше тој. Кад беше Гадафи одека. А како рак не може да те замислу кад би имаја ќерку? Не може. Види, за тој можда Александар сега прави некои ликови со овие женски цецефито, чисто да му доволи на... Виде нешто, како се вика, агенда се вика. Не, он има свој профил, нели, син на мајку, и он прави некои ликови цецефито, ставља перики и такви работи, чисто да му удоволи како би изгледало кад би ја имаја керку. Мислам дека стварно сам сакаја да имам едно керку, многу сме мушка фамилија, генерално Михајловски, бар од моја страна, ретко ни се раѓа женско челјаде, и тој што ќе се роди подиви брзо. Подиви. Така да не се разликува многу. Посебно док сме малечки, шишам ги кратко, нели, да се топи с братучедите. Али
Сакаја мислим, касно ми е сега више. Надам се, можда дека некоја унука ќе се роди па да ми... Да, и ја баш би сакала. Кажи ми, кад би се кандидирале, овој натамо си отиде само, ништо не сум детнала. Кад би се кандидирале сега Атина Мургашанска, Ивана Ѓорѓиевска и Елена Доцевска Божиновска, и кад би бија ти жител на Куманово, и кад би требала да гласаш граѓанската одговорност да си ја исполниш за градоначалничку и затоа ми е претходно питање за жену и за кога би за гласаја? тие односи, ради односи, а и ради реда, за кога би гласаја? За Максим. Без двојбо. Толку, завршен подкаст. Миро сакаше да дојде, ама нешто се пресече. Навика си е, навика ише. Не можу да... Жива истина, сега Нема се- не знам. Ја не знам зашто воопшто не го спомнасте. Некако Имаше ми некој- го маргинализирате. Имаше некој покушај да се спомне туристичка за туризам, зборе сте реши да ме прекину со Миру. Туристичка, најнови проекти, веројатно за нову кампању, су туристичка обиколка на Хотел Солун, реконструиран за 300.000 евра. Хотел Солун, туристичка обиколка. Хотел Солун? Хотел Солун на Горички ли беше ли на Проевски со как? На на не е на Проевски, не, на Нагорички е. На Горички е На Нагорички е десно, На Горички а лево е на Горички, десно е Проевски. Управа така е, за да. јавни приходи Проевски. Нека биде Проевски, Хотел добро. Солун. Хотел Солун, 300.000 евра и вика, Добро. туристичка обиколка ќе правиме на кого А вика? па чека, Палас нема ли да го пројдев? На кого? Овој не, хотел, како се викаш у центар овој? Кристал. Па нема ли да го пројдев njega, па тој е по-туристички, по-атрактивно. Не. Нема град со толку големо јавно веце. Манастир Мајка Богородица у Матејче, не. Париз, Не. да. Куба доле да се пројде. На кога ќе правите? Ама не, тој су коцкарски дугови још не решени. Не е нино земјиште. Разбираш ли? Хотел Тој е нов. Куманово, што му фали да се пројде? Карши полиција. Хотел Куманово. Исто и тој свето е било под Бисерко. Да, пчела, знае, например, знае Миро повише. Да, пчела, например, стара пчела Не да се може пројде. тој, Или нели? вреди да пројдеш странно? Сега да пројде. Не, сега да пројде, да видиш што сме направиле. Да. Дојде да пројде. Оди у Кристал горе, у најболи собу. Париз нема толик јавен тоалет како ништо има. Куде да можам, куде сака. И тој бесплатно. Што може да има некој... А голема нужда е на втори спрат. Значи дури, пази, туристичка обиколка не знае, не чуја. Туристичка обиколка ќе се прави, кој ќе се води викам у туристичку обиколку? Па деца да им се покаже историја на град. На град, па да. 300.000 евра. Па добро бе, историја на град вреди па 5 века. По 1 евро од век. И едно за деца да реши. Кој ли ќе За кој ли филм ќе не биде прашав ништо. водич? Не ga прашамо срамота. Јас сакаше да спомну за мас продукцију у Србију, али да не се И мас продукција во Македонија. Мас. Ама не. Мас ви го извади сва. Мас не го извадиш. Ама неќеше лача да се матим. Неќу ќе отиду у другу димензију, ќе одма ќе Не, одма ќе поврзу види, нешто. исто пак ја кажувам, мене ми е малце незгодно, пак ја да кажам што оваа структура ќе биде прва што добива 300 тужбе, па тој вреди да се понови, и први луѓе што најдева солунско решење за овој како се вика конкурс за филм, укинава го. Да. Па нема боле, тој Гвордиев јазол, тако и Александар го рече. Карале се таму, некој и викам доста ни. И тој све кажува, значи, и каква ќе биде култура и какав ќе биде филм во Македонија. За културу, не треба повише да знаеш од следење. МНТ има буџет годишен 6 милиона и 300 денара. Значи за едну годину треба да направи представа. Колку са тој у евра луѓе ќе си преведев. Тројца пратеници. Значи еден од Кочани, еден од Прилеп и една тамо не знам од куде имав путни трошкови 10 милиона и 300 за годину дена. Значи 6 милиона и 300 на МНТ за година Да, да јасно направи ни е. представа. Да.
и 10 милиона и 300 на тројца. Тоа е све што треба да знаеш за култура у држава. Друго, ја, Миро и ти, с ништо не смо го уништиле овој држава, освен с наши гласови што смо гласале валјда за погрешни луѓе. Тоа е окей, али тоа е наш личен избор. Никад ништо не смо предале, напротив, смеемо ги луѓе, лечимо ги од сви фрустрации што некој друг ќе ги наметне, доваѓа у театар, прави стендапи, да се отиде в катарзични прочистени, правиш подкасти, луѓе да издишев малце, да чуев некои други мисле. Сви предавства и сви најлоши и најдобри моменти, ако ги има такви, се у собрание направени од луѓе кои што су избрани од овој народ. Ми с ништо не го уништимо нити овој народ, нити овој држава, нити ги уназадимо нешто. Напротив, ми смо нешто што ги подобруваме работи на некои штете нанесени од луѓе кои што не се требале на никаков начин да направи штета. Така да Како функционира кинематографија у Србија? Која е разлика од туја? Пошто има mass production таму, знам дека не е све државно финансирано од држава, него пола сигурно е. види, али у голем дел е од држава, ако не ти даде држава нема. У Македонија ти имаш малте не ако пошто знам многу малце филмови што се направени на сопствен буџет, све се зима од држава. Да. Држава ти даде 3 милиона, супер продуцент можеш да видиш и ти се 3 милиона кога ќе ти даде некој. Ако денас продуцент како друг дава пари. Да, па добро, тој нема своји пари. А очигледно не успеамо и да развиеме и да направиме некој закон. Ми тој појма немам со тога предходнога премиера од време на режим, као некој идеја да се нели свак што ќе уложи у културу да му се одбие од данок на вредно ДДВ таму како се вика. Многу ќе имало криминал, па направите систем да го спречи криминал. Ама Пази, кој ќе направи? у Македонија заради криминал, што е најверојатно свугде има пуштено тие пипци октоподски, не можеш нормален систем да инсталираш. И сега наместо да го сузбиеш криминал, ти го баталуваш систем кој би могла да функционира, за да не работи. Тоа е некој чуден начин на функционирање, ама тоа е факат, не треба. Више не ни е чудно, више постана тој природен начин. Ама да, ама нас сме и апатични баш заради тоа што не биде природно. Да. Сега мене од едноставно што вика Тони, добро е што ќе се појави таму и ќе биде запамтен некако министер с 300 тужби, а од друга страна ме радуе 300 луѓе од нашу фелу да се договори по коло нешто. Да се трзнев. Знаеш, ми најверојатно не си го знаеме силу и не знаеме колика ни е вредност ако не дојде во вакви ситуации да не истерав. Проблем е што не ни истерував сви, затоа што пак ќе кажу среќни робови, морав едноставно да кажев дека ово е добро, дека ово е морално на овој начин да се реши. Ти да беше што ќе направеше, па ја не сум таму, ја да беше друго ќе беше сигурно. Тој како за протест за име што вика Да. сва бе, не ќе ме видив бе на телевизор, ќе ме истерав од работу. Да, Нели? тоа е Па се тие Тој се среќни. провлечува. Тоа се тие среќни робови да има и овој што го имаме кога изгубува ти го губиш свакодневно тој што го имаш, намалуе се. Море губив ни га деца, ми што га губимо, нек си ебе мајко. Деца га изгубимо. Па тоа остави Миро, многу. еве Мирови генерација. Од Мирови генерација да почне. Да. Ма не што и следеќи и под njega генерација што се Александар, Миро, да тие па за наши али све собствени тоа е деца. наша кривица, све тоа е наша одговорност, ми успеамо, али па од друга страна гледа како вика циклус е. Тешки времења раѓав силни луѓе. Сега се тешки времења. Значи ми очигледно смо растени убави времења, па не сме успеале да бидеме толку силни, односно времења се не направиле и малце помеки. Ми као помеки, као несилни луѓе направиме лоши времења. Факате на наши деца ги оставljamo многу неизвестности. Сега тие тешки времења и лоши времења треба да родим силни луѓе. Затоа ти викам еш едно 5-16 години, пошто мислам дека најлошо за Македонија да не биду песимисти. Не е ни почнат. Значи финална, терминална фаза. Мирише дека иде тоа. Иде натамо, сви го осеќамо сега да не се правиме нели будали, чак и најголеми оптимисти. Да не се правиме Викам дека може да биде и полошо од овој. Така да. Мислам дека до прв се дојде тај разврска, тој може да не освести да сме живи и здрави, ако да чекамо нека преживи што поише, нели? Па можда некој работа дека се сменив. Тоа е Ајде го завртиме работа. Кажи ми омилено филмско улогу, македонска кинематографија и српска. Види, у српско, тамо многу ми се залепива убави. Да. Морам Залепива се, залепива Да. се, како, ми викамо вдека како на будало шамар. И друго викамо, ама нема везе. Кажи го бе. Ајде бе. Наши измози. Еве, чии си? После ќе те ову, Ја не знам. после ќе те тоа монтаж. У Македонија, знаеш како, многу се малце кога ќе ги погледнеш. Стварно е многу малце. Највише Односно во Србија што. Највише, да, најголем
најкористено нешто, знаеш, филм ти е и улога ти е жива онолку колку што ти ги користи в реплике меѓу народ. Тоа е факт. Да, а ти си, тоа е number one. А туја некако се погодива некои работи, најкористено политичко меме е Джанго Сапон. Да. Значи, кој како ќе направи некој белју, ќе почне да го тражи в некои истражни органи, Джанго му се појавува на врата и вика, тој дома ли е? Тој некако сам се наметна. И од Параду многу се... У Србија, например, пази Буре Барот ми е мене стварно една од домилени улоги, затоа што таму се појави со сви оние што сам ги гледаа како дете на филм, ја играше у исти филм со нима и поклонив се на исту сцену со нив. И добра улога и тој се погоди со тоа што си го навежбаја овде кога представу го играше исту улогу, дојде Горан Паскалевиќ, видеме, вика ти ќе бидеш едини што ќе го игра исту улогу. Пошто и они у Београд го имаат поставено тој представу и Сергеј Трифуновиќ го играше мој улогу у Београдску представу. И мене ми го додели затоа што кад да не бидам многу сентиментална, ама јас сам рак, па ти ќе ме разбереш. А и реку има рак. Да, чиста река бе, ракчи. Ја ќе се преселу у Рек. Не иду више ни у Бане Отрло, не ни иду више у Реко, си остану. Одмарам си, дојде, мајка ми ќе ме види. Што правиш? Патке, и патке, он има и гумени патке. Патке са ни за возење, кога сакаш да се транспортираш од дека до дека. Сакаш да пројавци. Сакаш Кубу да го видиш. До Кубу има. Не, таму има други ракови скарани смо се снима. Тие не. Лоши и овие од Средорек ни прави проблем нагоре. Не се познавал, бе. Не виде на работа. Така да, викам ти, кога искочимо на премиеру, и сега да не ги реду. Бата Живориновиќ, Данило Бата Стојковиќ, Лазар Истовски, Драган Николиќ, Милена Дравиќ, све, тој Љуба Тадич и еден Тони Михајловски, ја и Никола, нормално меѓу нима. Ја тега си кажа, Тончи, па ти твој Оскар си го зема, у реду е договорено. После тој улогу ми се предвидуваше големо, као блескава кариера горе у Србија, меѓутоа до Параду ништо, тој се некои 18-19 години. До Параду и после Параду се деси тоа што се деси. Она некако ги отвори врата, од тога и појде некако у Србија да градира тој. Пратите сега. А преска ми збори, куќа, па живот, па врата, па треба да улегне. Ја нема да дозволам еден педер да ми слуши главата. Што ќе рече Зоќо? Да. Тоа е тој. Да. Студено ли ти беше? Не. Окей, ми беше, ама ја се зема јакничка. Добро ти беше. Да. Музика добра. Музика ни се погоди, стварно, да. Погоди се. Мисто погоди се. Радозналка сам по природу, ама не чуваш ништо да те пича. Ако сакаш, јас сум ти отворен, немаш гајлеич, да немаш... Значи, мислу дека тоа многу ретко се појавувaju у последно време, последни 3 години. Може да има утицај тој што, нели, и за дека не ми е нога. Таман да кажеше, да. ја. И овој, али овдека ми беше задоволство, стварно. Баш како Кумановски не сум зборија главна, убаво ми дојде. Денеска ќе се виду со Сашка, например, усред Моабет си пребацуваме на Кумановски, а гледамо се свак ден. Видуваме се свак ден. Како да ти кажам, ќе ми биде драго овој град да си има некој свој приказно и да биде град како што заслужува, али тој више не зависи ни од мене, ни од некога другога. Ке ставимо на стори. Да. Ке ставимо на стори, меѓу први ке бидеш. Ке видиш. Да смо живи и здрави. Ако се оправимо. Да, али за 15 години. Па има шанса, сигурно. Не може едноставно тај близина на Скопје не може кат да не резултира с некој придонесе овдека да се врати в некои други вредности Куманово, да си најде путоказ буквално на излаз од овој зачмаеност, од овој запоставеност, овој некој мртвило кое што не му личи едноставно. Закржљавеност. Луѓе не се такви. Куманово е доста богата општина, да не се зезам. Значи не га викав џабе Куманистан. Луѓе си имав, само тој треба да се канализира, треба да се усмери и мислам дека и тој ќе дојде. Само треба да почекам. Сега. Очигледно смо нестрпливи. Ајде нека биде така. Ти што мислиш? Ти си овдека, јас сум, морам да признам, стварно сум, ја некако романтично повеќе гледам. Реал,
ситуација е повеќе на твој грб, повеќе на грб на миру. Ја не може да се поистовету со снели. И јас сум една од тие криви. Ја никад не сум била на прав пат. И јас се осеќам криво. Ба јас се осеќам одговорност. После толку колумни, и после толку смешке, и после толку скечеви, и после толку унасање на, ајде да го кажеме просто, ведар дух. Да. И после толку работу поштено, без тендери, без ништо. Ништо немам украдено, ништо немам изложено. Никога немам предадено. Прљаве руке, чист посол. Па макар и од пенкало многу пишување. Да. После толку промоција на книги, после толку и некој да дојде да ти каже дека неколку милиона евра ќе биде за тој, нема да имате воду, сабале слушам, притисок ќе биде намален у тие и тие делови на Куманово и више неќеш ни да чуеш зашто. И сега тој више не се работи за оптимизам, нити се работи за скептицизам. Тој се више работи за тој дека доваѓамо до момент каде што нема верба. Да, па тоа е најголемо. Кога ќе се изгуби верба, ја мислам дека многу работа. И треба многу време да се стекне оно поново назад. Нема верба. Ти ако немаш вербу за комунални услуги и некој што треба да ги изменаџира за да функционира добро, не можеш да имаш вербу дека Бислимска клисура ќе донаса 100 милиона евра профит годишно. Да, дека Куманово ќе блеска после. Више не се ни поставља питање кој го зема под чију надлежност и кој ќе ги врти пари. Него едноставно Зашто? А колко е убава. А била ли си ти? Па ти не си била да видиш колко е убава. Не се работи дали сам ga ја видела. Да. Бислим. Да. Нели? Така е. Видела сам ga ја. Ќе допринесе. Него што Бислим ќе допринесе Ќе доживееме ли катарза некој со Бислим? За општину. И тие. Знаеш, пиар погрешат на социјални мрежи, тој све се препишува и све тој. И враќамо се на почеток и тако ќе завршимо, положивме цвеќе за Гоце Делчев. И со обезбедување. Со обезбедувањето заедно. Што е најстрашно, ја мислам дека и Гоце Делчев денеска ќе беше жив и активен некако политички, дека бар 3 пута ќе проба све да го убие со негови радикални идеи, пошто превише радикален ќе беше најверојатно, или дека ќе го оцрнува со одредени ботови и против njega ќе се боре. Што вика еден човек, Никола Тесла, да останеше овдека сега ќе мереше саати по Куманово. И тој не за македонску, него за аустриску фирму. Да. За аустриску електродистрибуција. И ред други работи. Среќен роб, да. Како се викаше оној наш кабел што ги измислија Михајло Пупин. Михајло Пупин, он ки копаше канали да реди кабли негде вајде инсталација. Томас Алва Едисон можда ќе беше менаџер или у IT компанија негде телефониста ќе беше. Служба за грижа на корисници. Да. Али за тој некои ликови, знаеш што си патимо, ако може да го завршиме тако, можда не сум многу превише паметен. Од погрешни луѓе направи места патимо едно 34 години. Што имам едно дете, за такво не га бива, али за директора е бомбона. Мислам дека тој не изеде, а сега можда и тој ќе се смени у следеќи 15 години ако се уведе некој мерит систем квалитетан, а ако не се маргинализирав луѓе кои што имав прогресни идеи, некој кој ќе се прифати тоа, ако исчезне, како се вика, мито и корупција. Мислам дека ајде. Од пиво ли да мочам или од смешке, не знам. Од смешке. Добро, фино се подкастримо. Добро, кастрирање, подкастрување, тој звучало би баш без везе од моја страна да ти кажу колку сум поносна на тоа што дојде у мој подкаст после толку време, у наш подкаст, у подкастрување. Малце и ти подкаструва, до душе, али... Добро, јас знам, имам берберски аспирации. Не знам што имаш, али имаш све да останеш тој што си увек бија човек. Трудам се, фала.